Царот со бавчанџијата. Чита Александар Станојков. Еден цар си имал една бавча со секакви цвеќења и овошти. Помеѓу сите дрвја имал и едно јаболкниче што беше го донесол царот од далечно место. И тоа јаболкниче му раѓало по едно убаво јаболко ката утро и сам царот одел да го кинел со раката своја. Едно утро пред да дојди царот да го скинит, пошло едно врапче и го исколвало со клунчето и го расипало. Го видел бавчанџијата, ама немал што да му сторит, од кога беше го изело јаболкото. Дошол царот да го скини јаболкото и го нашол исколвано. Му кажал бавчанџијата, оти дошло едно врапче и го исколвало јаболкото. Царот му рекол на бавчанџијата, оти пилето ќе си ја најдит белјата. Другото утро, пак дошло врапчето да го јадит јаболкото и веднаш една змија го клукнала врапчето и си пцоисало. И тоа го видел бавчанџијата и кога дојде царот да го кинит јаболкото, му кажал за сето што беше се сторило. Пак царот му рекол, змијата ќе си ја најдит белјата. Другиот ден, бавчанџијата како што копал на едно место со мотиката, ја пресекол змијата на две парчиња. И утрото кога дошол царот да го скинит јаболкото, му кажал на царот оти ја отепал змијата со мотиката. И ти белјата ќе си ја најдиш, му рекол царот на бавчанџијата. По неколку дни царицата пошла в бавче за да се капи во шадрвано со неколку алајки, ама на бавчанџијата беше му се кажало за да не седи в бавча дури да се искапи царицата. И што ќе го дупнит бавчанџијата греот тогај? Ти се скрил во некој тревје спроти шадрванот за да ја види царицата кога ќе се капит. Ватила царицата да се слечуат и за пакос една од алајките беше видела човечки очи во тревјето. Честита царице, и рекла алајката, како очи човечки онде во тревјено видов. Ја појди мори види, и рекла на алајката царицата, што ќе видит? Отрчала алајката и што ќе види? Бавчанџијата скриен во тревата. И кажала алајката на царицата ти, бавчанџијата бил скриен и царицата пошла кај царот, а се оплакала за него, оти да се крие и да ја види мршата. Кога чу царот тие зборови, прати луѓе и со ќотех го донесле пред него. А бре бавчанџи, што е овој страм ти што ми донесе на царицата и мене? А бре безсрамнику да би лебо мој да ти ватат очите и да би лебо ти влезе во забите. Не ти беше грев бре на честа што ти ја правам, не мислиш оти може да те видат и после главата ќе ти се земит? Дал вик царот. Джелат за овој безсрамник, нека му се пресечет главата. Аман честити царе, му рекол бавчанџијата, прости му ти ѓална тема го ми излага како човек, па после и јас се сторив пишман. Джелат! Царот пак свикал за да му сечит главата. Чунки царскиот збор назад не се враќат. Арно, честити царе, ќе ме погубиш. Туку треба да знаеш оти вие се што рековте се за вистина излезе. Рече за врапчето и за змијата и за мен. Оти ќе си ја најдиме белјата и за вистина си ја најдовме. Да мисли сега, честити царе, да не нешто и ти си ја најдиш белјата. Кога чу царо тој збор од бавчанџијата, се смисли да не си ја најдит белјата и го простил.